Добар ден, почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска е 17 ноември, ден посветен за предвремено родените бебиња. Токму и ова е наша денешна тема, а моја гостинка и соговорничка во студиото е примариус доктор Елизабета Петковска, специјалист педијатар неонатолог на клиниката за гинекологија и акушерство и раководителка на оделот за интензивна нега и терапија. Доктор Петковска, добар ден, ви благодарам што токму на овој ден сте дел од добриот доктор. Добар ден и добро ве најдов. На почеток, што всушност значи, докторка, кога велиме дека едно дете е предвремено родено? Предвремено раѓање е раѓање кое што завршило пред 37-та гестацијска недела и сите бебенца родени помеѓу 22-та и 37-та гестацијска недела велиме дека се предвремено родени бебиња или прематуруси. Така, колку често се случуваат вакви породувања кај нас и во светот, бидејќи веќе долги години, да не ги кажуваме децениите, сте дел од оделението за интензивна нега и терапија на ГАК. И вашето искуство што покажува? Дали се зголемува бројот од година во година на предвремено родени беби? Значи, има една изрека која вели 1 на 10 живородени бебенца е предвремено родено, што значи тоа не е баш мала популација, или на светско ниво секоја година скоро 15 милиони на бебиња се раѓаат предвремено. Во Македонија и ние сме тука со тој тренд, некои имаме 9%, што значи нешто помалку од тоа 1 на 10, ама е тоа трендот. Трендот полека за 0,5% се покачува. Во предходните, значи, неколку години беше и понизок, се движеше нешто и под 7, па 7,5, 8 и сега сме 9, можеби и повеќе. Бидејќи последните пресметки не се уште направени, трендот е тој. Пред се затоа што имаме вештачки подпомогнато оплодување, тоа е инвитрото. Со новите програми сега се дозволени до 6 обиди. Пред се затоа што за да биде поуспешно едноставно зафаќањето на ембрионот, понекогаш се враќаат и по 2 ембриони и тоа резултира со бременост која што има 2 плода, некогаш може и со повеќе. А утробата на мајката не е програмирана да носи повеќе од еден плод и заради тоа и тоа би се едни од причините за предвремено раѓање. Денешка модерната жена се повеќе и повеќе ги одлага, значи, раѓањето, мајчинството, затоа што, како велат, првен кариерата, па потоа ќе дојде и дете и све. Ама природата не створила баш така. Биолошкиот часовник очукува, јајните клетки се одбројани, така што бременостите на 35-та година се почести, затоа пак и терминот се скратува, значи, во однос на тоа. Стилот на живење, животниот стил исто е многу битен, така што оние трудници кои што се пообезитни, односно се со поголема килажа, од онаа која што е дозволената, потоа пиењето на алкохол, пушењето на цигари сме забележале дека пушат и во текот на бременоста. Исто така е неповолно за плодот, исто така ја скратува бременоста, уживањето во лесни дроги. Потоа некои аномалии кои што се врзани за самата матка, за постелката, но и болести кои што на ниво на Македонија се негдека во бременостите околу 5 до 6%. Тоа се оние најтешките бременности, каде што имате покачен крвен притисок со дополнителни компликации, шекерна болест, хипотиреоза, односно намалена функција на штитната жлезда и разни други аутоимуни болести или коморбидитети кои исто така ја опременуваат бременоста и ја скратуваат. Генетиката има ли улога исто така, односно наследниот фактор? Во дел има, ама почесто жени кои што
родиле еднаш предвремено, шансите да имаат предвремено раѓање и кај второто, кај третото се почести. Жени кои имале овие болести, како што кажаме, врзани само за бременоста, хронични состојби, и тие ќе се појават во следната бременост. Ако има краток распон помеѓу бременостите, и тогаш може да има почесто предвремено раѓање. И некако најчестите причини, ние кога земаме историја на бременоста или анамнеза, се инфекциите. Така. Кои за жал се доста почести. Кои што најчеста ни е таа патологија, инфекциите на уринарниот и на гениталниот тракт. Да се фокусираме на вашата специјалност, вие се грижите токму на оделот за интензивна нега и терапија за предвремено родените бебиња. Од вашето долгогодишно искуство, кој е најмалото испоред гестацијска недела медицински, како што ги евидентирате, но и според тежина најмало родено предвремено бебе? Предвремено родено бебе. Да, според гестацијската возраст, најмало бебе кое што е родено досега во Македонија со 23 гестацијски недели. И можам да кажам, се вика Бетим, и Бетим веќе оди на училиште, така, има 7 години. А најмало по телесна маса на раѓање, оно беше нешто малку позрело, 27-28 недела, тоа е Ангела, и Ангела беше родена со 500 грама. Но и во моментот имаме на оделот мали бебиња, односно екстремно мали, екстремно незрели, кои што не се со килажа помеѓу 600 и 700 грама, во моментот ги имаме 4 на оделот. Така, да. Така, ви посакувам пред се и на нив да се изборат успешно, бидејќи оној синоним на мали борци важи токму за овие предвремено родени бебиња. Ги споменавме и причините. Кога говориме за предвремено родени бебиња, најчест термин што се употребува недоволно развиени. Сега, ме интересира кои органи најчесто не се целосно развиени кај овие бебиња? Ке кажам дека се е понезрело и се е понеразвиено кај предвремено родените бебенца. Што се помали, толку се и понезрели. Најмногу се недоразвиени белите дробови и мозочето. Треба да знаеме дури и кај оние кои ги групираме како касно прематурни новороденчиња, тие се родени на 33-та гестацијска недела, 34-та, 35-та и 36-та. Во овие последни недели, во голема мера, значи, скоро од 2/3 расте волуменот на белата маса на мозокот. А тој одговорен не само за моториката, туку и за когнитивните, односно мисловните способности. Така што не е едноставно и да се зрели прематуруси исто имаат одредени ризици. Додека колку што се помали, исто така се понезрели системот за дишење, односно белите дробови и оно што го викаме потсетникот за дишење се наоѓа во продолжениот мозок и тие знаат едноставно плюс да заборават со дишење. А друго се мали, ситни кревки и немаат доволна сила, така што може и да се изморат и едноставно престанат со дишење. Ако не се развиени белите дробови дополнително се уште повеќе чувствителни? Ако не се развиени доволно, во тој случај не само што ќе бидат приклучени на респиратор или народски кажано машина за дишење, која му помага на бебето во овој процес, за да плюс и не заборави со дишењето, не се измори, не престане, таа работи во тој момент за него. Плюс даваме еден лек, кој што се вика сурфактант, а го нема, значи кај предвремено родените бебенца, поготово кај оние под 32-та гестацијска недела, тој лек го даваме преку тубус, така што влегува во белодробието и овозможува една отвореност на белодробието за да има непречена размена на гасовите во белодробието. Така, ги споменавте респираторите, односно машините за дишење, меѓутоа првиот престој на предвремено родените бебиња се инкубаторите. Еве, ги споменавте белите дробови, меѓутоа што се следи во инкубаторите? Значи, инкубаторот вела дека треба да имитира
матка, кај мајката. Најбитно е тој да одржува една добра телесна температура на новороденчето, бидејќи тие исто така да ја одржува, телесната температура, бидејќи тие се склони брзо да се разладат, ама брзо и да се прегреат. И сега и едното и другото не е поволно, поготово разладувањето на бебето може да допринесе до стопирање на дишењето и до неадекватна циркулација на бебето и можеме да го изгубиме. Затоа се внесува во инкубатор. Тоа нема и доволно развиено, некој па скоро воопшто подкожно масно ткиво. Как ќе створи значи топлина? Од друга страна имате загуба на топлина и преку процесот на дишење, тоа е едноставно невидливо, исто така и преку кожата. Треба да го влажнете тогаш инкубаторот и да одржувате една влажност во него и во некогаш кај оние бебенца кои што веќе немаат потреба дали од инвазивна, неинвазивна респираторна подкрепа, имат потреба од екстра кислород кој што ќе се доведе дали преку хауба, дали со маскичка или па дифузно ќе се пушти во инкубаторот, таа е таа средина. Иначе надвор има монитори или пулсоксиметри. Сите параметри ги Сите параметри, значи, ги покажуваат како е срцевата функција, значи, работата на срцето, како отчукува, дали е во ред, дали е забрзано или успорено, ја покажуваат кислородната заситеност на крвта или тоа дали треба да се засили. Дали треба да додадеме или да го намалиме давањето на кислород, зашто кислородот колку што е лек, толку може и да наштети, поготово кај овие бебенца по 32 гестацијска недела, кои што имаат неразвиено ретина, па може да дојде дополнително до нејзино оштетување. Заради тоа и тука многу внимаваме. Потоа се следи и како работи срцето во однос на ЕКГ, се следи како диши, значи бебенцето со различни електроди ќе се прилепат, тие се конектирани, односно споени со целата апаратура, така што првиот печаток кога ќе влезете кај нас и често пати ќе речат, вие како да работите во сателитска станица, така изгледа. Со многу апаратура. Голема внимателност, трпение. И како се хранат бебињата во тие први денови или недели? Значи, колку што се помали, колку што се понезрели, поготово секогаш ќе ги спомнам, овие со потенцирана, значи, потенцираниот прематуритет по 32, а уште по-потенциран под 28 гестацијска недела, или тие што ги викаме микропреми, тие се од 22 до 26. Екстремно незрели. Екстремно незрели, екстремно мали, под 800 грама. Кај нив рефлексот за цицање и за голтање не е развиен. Значи, но вие морате да го нахраните бебето. Затоа и ве прашав, едниот начин е натре да влесете сондичка преку устата или преку носот, да ја фиксирате. И најдобро е да му дадете измолзено мајчино млеко, но волколку немате, во тој случај има специјални, адаптирани млечни формули кои што се наменети само за предвремено родените бебиња, кои што се дополнително обогатени и имаат исто состав кои што требаат во однос на масти, протеини, колкав треба да биде во однос на вода, колку треба, нели, да го разредете, разредете формулата, и внатре секако треба да има витамини, минерали за правилен раст и развој на бебето. Од друга страна, бебето исто може да се случи да не ја толерира во почетокот било кој тип на храна, и заради тоа тие имаат периферни венски линии, значи катетерчиња имаат во крвните садови внесени во вена, некогаш имаат една, некогаш две, а на стат можете да поставите и во папчаникот, значи во умбиликални, тие си ги викаме централни, така што ги хранеме со храна која што е припремена. На почетокот почнуваме со инфузија со 5, 7,5 или 10% декстроза, потоа се додаваат значи раствори од сол и на крајот значи веќе можеме после првиот ден ги додаваме и протеините, некогаш додаваме и масти според тоа што
му треба на бебето, така и се прави составот на таа храна која што се вика тотална парентерална нутриција. Ама најпосекувано ние да почнеме со она што се вика минимално хранење, со многу мали оброци со измолзено мајчино млеко. Докторка, да ги слушнеме прашањата од нашите гледачи, ќе продолжиме понатаму и за други интересни сегменти токму за предвремено родените бебиња. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Така, би ја поздравил само докторката од Марија Ива, нејнината пациентка, 2008 родена. Докторката многу убава ја помни и посакала уште многу успешна работа и уште многу поубави и посветни работи. Така, Марија е ќеркава, бидејќи која сте на линија да... Не, Ива е ќерката, јас сум мајката. Вие сте Марија. Како е сега Ива? Ги стигнали врсниците, она што обично сите родители ги интересира? Сите напомни 17 години се пресветни родители. Со успехот и благодарноста на докторката и тимот. Така. Ви благодариме, ви посакуваме се најдобро и на вашата Ива, да, еве, ваша пациентка од 2008, точно 17 години. Се сеќавате ли, речиси, на сите предвремено родени бебиња? Не може на сите, ама барем на некои поспецифични. Најмногу се врзуваме, ми се чини, и најни се свежи сликите за оние кои што биле многу мали. И Ива беше една од тие. Многу мали и многу незрели, затоа што тие поминуваат не неколку недели, неколку месеци. Сме имале бебенца и по 5-6 месеци кои што се задржувале на интензивната. Ние уште од минатата година почнавме повторно да го отвараме одделот, така што се воспостави она фамилиарно центрирана нега со кенгурирање на бебенцата и со измолзување во нашиот интерен лактариум на мајчино млеко. Некаде во летниот период при крајот и сега, значи до иднава недела, повторно ќе се отворивме, бесме малку затворени, затоа што имавме премногу дечиња, а кога имате, например, по 45 до 50 дечиња, а сте планирани за скоро упола, на секојдневните работни обврски. А и не можете да нафтасате едноставно, затоа што е тоа капацитетот, толку имате во тимот луѓе, не можете максимално да се посветите и заради тоа и пред се, за да внимавате да не ви букне некоја интрахоспитална инфекција, моравме малку да стопираме, но еве, кажувам за општа радост и на родителите, полека се отвараме и веќе од наредната недела планираме да го отвориме така и лактариумот. Да ги слушнеме прашањата и од следните гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во програма сте. Овака, добар ден. Добар ден и вам. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете со прашањето во програма. Овде се јавува една бивша сестра која работела на детското отделение, неонатологија. Ја поздравувам докторката многу. Тоа може ќе се сети, јас сум веќе 25 години у пензија, Ленче. Така. А многу ми е драго што емисијата ви е убава и многу се израдував кога слушам дека дете од 500 грама сте пуштиле дома со 2 кила. Тоа ми е на срцето големо задоволство. Да, бидејќи сте... Јас сум имала, ако сум работела дете од 600 грама, сме го пуштиле со 3 кила. Многу ми е драго за оделението, гледам дека се повеќе и повеќе е опремено. Да, така треба да им се даде шанс. Јас кога работам не беше толку опремено, али сега сте за пофала и само продолжите, докторке, така.
Благодарам. Ви благодарам, да ги споменеме и сестрите и докторите и сите од тој одел, но и останатите одели за интензивна нега кои се грижат веќе понатаму за децава и кои ќе се испишат од болница доколку имаат потреба. Значи тоа сте една цела фамилија, еден цел тим, да. Секако, да. Значи ништо едни без други. Сочувствувате со секое дете, предпоставувам, да. Заедно со сестрите и болничарките, да, болничарите. Не можете да бидете само емпатични, едноставно се врзувате. Да. Јас велам дека не само докторите, туку една многу битна карика, тука се сестрите. Да. Тие се како нивни втори мајки. Така е. Значи, тие се оние кои што во ке внимаваат дали има доволно храна, дали се внесува, и се внимаваат на негата, внимаваат да има една мирна, спокојна атмосфера, да нема сигнализации кои што исто пречат при растот и развојот на бебињата, па и да пуштаат нежна музика. Значи за нив колку толку нели она отсуство кој што го има од родителите во моментот, тие ни доаѓаат на посета, доаѓаат сега, таа е ограничена. Може значи да се отворат окната од инкубаторите, да си ги погалат тука, да им пеат, да им зборуваат, потребно е тоа. Таа една позитивна стимулација. Почнавме повторно со кенгурирањето, за да и емотивно се врзат, а сето тоа го стимулира лачењето на млекото, значи кај мајката. И го поттикнува растот и развојот. Така е. Да ги слушнеме и следните гледачи, доктор Бети. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме во Добар ден. Ве слушам? Да, во програма сте вие, повелете. Поздрав до вашата емисија, до докторката посебно, пошто ние навистина во 30 април 2008 година имавме многу голем проблем со донесување на моето внуче. Докторката излезе во пресец и ми го спаси. И сега сум горда баба што имам 17,5 годишен внук, благодарение на нејзе. И се радувам што ја гледам на телевизија и сакам да изразам голем поздрав и да има такви хумани доктори, такви луѓе, што може стварно да спасат еден живот. И сега ти кажувам, има еден Андреј внук. Да, навистина емотивна исповед на бабава, животна приказ на вистините, токму поврзана со вашиот одел. Еве, Андре, имавме претходна и 17 годишна тинејџерка Ива. Јас памтам 2002 година, за прв пат започнавме со формирање на одел за интензивна нега и терапија и прв пат започнавме со она што сега се форсира, тоа е неинвазивната механичка вентилација, а наредната година веќе почнавме со инвазивната и памтам дека тогаш за прв пат 2003 година дадов сурфактант при интубација со дозвола од професор Зисовска да го приклучам детето. Значи, голема исто благодарност до сите мои учители, значи професори, почнувајќи од професор Зисовска, завршувајќи посебно на колегите кои што денес работат или се во пензија во Систина. Да го пренесете и вие вашето знаење. Професор Цајковски, сега професор Софијанова, значи, и денеска се уште соработуваме, како и разменуваме искуства, поготово и со сегашниот тим, со професор Наунова, исто на одделот за интензивна нега и терапија соработуваме, како што соработуваме и со други суспецијалности. За бебињата, за малите борци. Така е. Мултидисциплинарен мора да биде пристапот кон овие бебенца, затоа што ништо не правиме без соработката на офталмолозите, на аудиолозите, исто така колегите од клиниката за детска хирургија, исто голема помош и благодарност за секој тип на аномалии, неврохирурзите, па исто тука инволвирана и Систина со делот за вродени срцеви мани и професор Чадиковски, така што ние овдека сите заедно на ниво на Македонија си соработуваме. Така и треба. И една е само целта и треба да знае исто секој родител, односно родители, сите ние заедно треба да се фокусираме за да ни успее
бебенцето. Затоа и мотото на овогодишното празнување на 17 ноември да дадеме еден добар старт, за да понатаму очекуваме да имаме блескава иднина на овие бебенца. Веќе не е битно само преживувањето, туку квалитетот пред се растот и развојот на овие бебенца. На животот. Ќе вклучим уште еден гледач или гледачка, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Сакам да ја прашам докторката, имам внуче предвремено родено с месече. Така. Веќе 4 годинки, а не може още да зборе, а возраст има голема. И што ќе ми објасни докторката за тоа внуче мое? Така, дали предпоставувам за 4 години предходно е на некои испитувања, контроли носено детенцето? Да, носено е, уштип го носија, ставаа му там некои за главичката, не знам да ги објаснам. И сега се знае напон пак, не знам, ни собота трче, вреде дека е за 5 години, 6, толку е напреден возраст, јаде си, ама не може да зборе. Така, во ред ќе добиете препораки, одговор и совети од доктор Петковска, секој е добро, господје. Да. Има ли поврзаност на предвремено родените со говорот кај децата? Секако дека е многу битно да се следи растот, развојот, а тука се вклучува и видот, слухот, значи говорот. И има одредени чекори или достигнувања кои што бебињата, а понатаму доенчињата, а и во склоп на групата помали деца, односно до 3 годишна возраст, треба да ги постигнат. Сега, не секогаш, тоа е ви една насока, која што мора да ја следите. Секој дете е различно. Да, но секој дете е различно. Господјата кажа дека веројатно детето е веќе носено на различни испитувања, дека колку што гледам моториката е добра, дека разбира. Во однос на говорот ќе треба веројатно да работат и логопедите, но родителите кои имаат понезрели бебиња треба да знаат дека препораките кои што ги даваме на испис треба да бидат следени. Обично овие што се поне толку незрели, негдека до втората година, 1,5 до 2 година, треба да ги стигнат брсниците. Многу помаличките и до третата. Така, да. Американската асоциација за педиатрија е многу поригорозна, таа ќе ви каже и до некои 15-16 месеци, затоа што колку што бебето било недели порано родено, за толку недели тие коригира. Но секое дете треба да имате кон него индивидуален пристап. И заради тоа битно е да се доведе можеби и од развојното советувалиште во Скопје, исто така да се поработи со логопед. Не е лошо да се посети и клиниката за детски болести и таму има исто стручњаци кои што работат, значи, со тоа. Да се види зошто детето се уште не зборува, а колку што разбрав, оно разбира. Да, и физички активно, темпераментно, да рече, дури за пред во однос на возраст. говорот, зашто тоа касни. Има деца кои што разбираат, кажуваат, можеби пуштаат некои звуци, значи, но не зборуваат, значи. А тоа веќе со 2 години, оно треба по 2 зборчиња, барем она минимум, нели, да спојува. Така е, најдобро е да се консултира логопед. Ми се чини дека треба да не се чека, да се прошират испитувањата. Затоа што кај да ќе тргне на училиште. Да, еве, со 6 години во градинка веќе тргнуваат. Задолжително е со 5, со 6 веќе тргнуваат на училиште. Да се подготви на време и да се најде причината конкретно. Така и да се работи со детето. Да, го споменавте, доктор Петковска, кенгур методот. Како изгледа првиот контакт на родителите со нивното прематурно бебе? Прво кога ќе пристапат, значи да го видат бебето, секако дека секој индивидуално тоа го доживува и реагира.
Знаете, ако е породена мајката, дали по спонтан пат, со предвремено родено бебенце или со царски рез, ние најчесто кај тие помалите имаме потреба да им помогнеме да продишат, или ако не работи добро срцето, да, значи и тоа да го стимулираме. И народски кажуваме дека преземаме некои процедури на оживување на бебето и вештачки ги сепарираме. Значи, тоа е еден шок и за бебето и за мајката, но мора да има еден адаптивен период кој што ќе се одигрува во инкубаторот на интензивната. И сега доаѓаат родителите да си го посетат, да го видат бебето. Прво секако дека се шокирани од неговата големина. Дека е многу мало, дека е многу кревко, околу него има многу апаратура. Значи, и нормално се полни со прашања. Некои се вознемирени, некои, очекувани реакции се. Ќе видите солзи, се тоа нормално. Некои можеби се преиспитуваат каде сгрешив, зошто се роди бебето предвремено. Тоа се најнормални реакции. Сакам да ги потикнам, значи, да се отворат, да зборуваат, да прашуваат, пред се да го видат и погледаат и прочитаат водичот кој го имаме изготвен од нашата одделенска акушерка, значи Тања, прекрасен еден водич, да се запознаат со се што ги интересира и што ги чека дома, и потоа доаѓа нов шок кога ќе им кажеме: вашето бебенце сега е постабилно, не е повеќе приклучено на респиратор или диши со маскичка, можеме да ви го ставиме на градите. И повторно, бебето е малецко, па да не го повредам, нешто да не му наштетам. Многу прашања, Арно, ама ние велиме, најбитното нешто пред да го прифатите вашето бебе е хигиената на рацете, потоа се поставува на голи гради, дали на градите од мајката или таткото, се покрива со лесно со кебенце. Кожа на кожа. Кожа на кожа. И најновиот прирашник сега, од 2025 година, кој се промовира од Светска здравствена банка, Светска здравствена организација, не е веќе минимум 2 сати кенгурирање, туку барем 8 сати. Значи, тука сме заедно, едно големо семејство, едни со други си. Колку време, толку подобро. Колку подобро ќе помине време, толку ќе има поголема корист за раст и развојот на бебето. 15% го намалува можноста за инфекции, дури во 70% ја оддржува нормалната температура на бебето и некои во 30% е забележено дека овие бебиња побрзо растат, побрзо напредуваат, затоа што овдека мајките и татковците нив ги стимулираат, а тоа им е потребно, да му зборувате, да му пеете, едноставно да споделите, Тоа му е многу потребно за нивниот раст и развој. Им велим и кога ќе одите дома, зборувајте му, слушнете го, дали гугало, дали ви вратило на сето тоа, ставете го на меше. Играјте си со него одреден дел од денот, 10 минути, затоа што бебе како бебе најмногу спие. Тука додека сте искористете го периодот, да го нахранете со сондичка, значи, потоа да сменете пеленката, пред да си одете, научете за негата на бебето, за да дома не ви биде страх. Тие може некогаш да ви направат и аспирација, за да не ви се случи тоа, треба да знаете и како да го кренете, како да го нахранете, значи бебенцето, и затоа едноставно велам искористете, не искористете го сето знаење што го имаме, за да немате проблеми дома. Така е. Убави совети за крај. Навистина имавме уште многу да говориме, меѓутоа времето ни е ограничено и ве очекувам да видите повторно делот добриот доктор Петковска. И ми беше задоволство што токму на овој ден споделивме навистина корисни информација, пред се побудивме и доста емоции кај поголемиот дел од вашите пациенти и се гледаме повторно. Се гледаме повторно, благодарам на поканата и секогаш ми е пријатно кога ќе ме поканите во вашата емисија. Почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!